Пред една година се најавуваше дека до крајот на 2015-та во источниот регион на Македонија треба да стигне првиот крак од гасоводниот систем, што ќе се гради во државата. Сепак, во плановите е предвидено цевките да се донесат само до Штип, пошто би требало да потечат и првите количини газ. Гасификацијата на овој дел од државата е постапка што започна со донесувањето на енергетската програма за Република Македонија, зашто во првата фаза беше изготвена физибилити студија за гасификација. Во втората фаза пак беа изработени главните проекти за изработка на гасоводниот систем во државата. Понатака третата фаза е спроведувањето на гасот до крајните потрошувачи. Затоа Министерството за транспорт и врски веќе спроведе јавна објава, набавка за изработка на студија за дистрибуција за цела Македонија. Што значи и овој крај влегува во глобалните планови, со тоа што морам да кажам дека прв предвиден правец кој ќе се развива гасовод во Македонија е правецот Клечевце Штип, кој е прв кој ќе се гради во наредниот период. Се планира во наредните 3 години да се направат сите основни подготовки, односно да се изработат проектите и да се изгради секундарната мрежа. Се планира во прв момент на гасоводниот систем да се приклучат јавни објекти во општината Штип. Остатокот од источниот регион, вклучително и Кочани, ќе почека уште неколку години. Експертите велат дека бенефит од гасификацијата ќе имаат сите оние кои ќе влезат во мрежата. Со таков еден енергент, Македонија прави диверзификација во однос на снабдувањето со енергија. Не зависиме само со една форма, одеднаш ќе имаме две. Тој би рекле благороден газ, во смисол на тоа што при неговото ползување се заштитува околината во споредба со другите вакви извори на енергија кои што се потребни. Третата негова предност е што со него се овозможува да се применат такви посовремени технологии кои што инаку со другите горива не би биле можно да се применат. Студијата за дистрибуција на газ предвидува до 2025 година Македонија целосно да се гасифицира. Сепак, според експертите, тоа е процес што нема да заврши, бидејќи постојано ќе има нови објекти што ќе се приклучуваат на гасификационата мрежа.